Членовите на литературната секција во Основното училиште Кочо Рацин под менторство на наставничката по македонски јазик Весна Тодоровска изработија електронска книга од творбите кои што ги пишувале во текот на образованието од 6 до 9 оделение. Песните кои што се вметнати во електронската книга се творби на учениците со кои што учествувале на разни литературни надпревари, конкурси и освојувале награди, вели наставничката Тодоровска, под чие раководство е книжевниот клуб Креатива. Зборовите ги претворивме во стихови, стиховите ги претворивме во песни и така 4 години поред се она што го напишавме, го сочувавме. Во тековнава година пријавивме проект во училиштето кој што се го нарековме Јас низ стих и ред. Сите творби селектирани, добро средени, лекторирани, полека една по една ги вметнавме во една убава електронска книга. Се прилагодивме на новото време, она што го барат, нели младите, пишуваа за љубовта, за татковината, за нашиот патрон, водите кои што ги водат во средното училиште, за јунаците од нашата историја, за училиштето, за семејството, значи за се она што нив ги мачи, ги инспирира и на крај добивме еден убав производ, наречен електронска книга, посветена токму на оваа генерација ученици 2019-2023. Учениците имаа можност неделава своите творби да ги презентираат пред родителите, наставниците и директорката на литературен настан организиран во училиштето. Јас сум Милена Арсовска, ученик од 9 оделение и членувам во литературната секција веќе 4 години под менторство на мојата професорка Весна Тодоровска. Имам учествувано на повеќе литературни конкурси, но би сакала да го издвојам литературниот конкурс по повод месец на книгата, организиран од библиотеката Тане Георгиевски, каде што освоив прво место. Јас сум Ива Љубевска, ученик од 9 од 3, 4 години творам и имам повеќе учество за литературни дела. Воедно сум и техничка подршка во овој проект и имам многу учествувано на повеќе конкурси и надпревари. Јас сум Бисера Чаробенска, членувам во литературната секција веќе 4 години. Сакам да пишувам и творам. Омилена тема за тоа ми е екологија и провет. Јас сум Кристијан Стефановски, ученик во 9 оделение и член на литературна секција 4 години од 6 до 9 оделение. Предизвик ми е секоја тема која ми е понудена. Последната тема на која пишував е всушност и мојата омилена, а тоа е за нашиот Јуна Карпош на надпревар организирана од нашата градска библиотека. Уште да не кажеш од кога твориш, од каде љубовта кон пишаниот збор? Творам од мали години, а љубовта ја добив од мајка ми. Јас сум Леона Стојковска од 9-1 оделение во Основното училиште Кочо Рацин. Јас од мали години сакам да пишувам, да творам. Тоа ми е всушност хоби и моите чувства ги представувам во стихови. Имам освоено во овие 4 години како сум во литературната секција, имам освоено повеќе награди, добиени дипломи, учество и слично, и во тоа уживам. Јас сум Елена Божиновска, ученик во Основното училиште Кочо Рацин, 9 од 4 и учествувам во литературната секција 4 години од почеток на 6 оделение до сега, до крајот на 9 оделение. И во последниот период земав многу награди и учествував многу конкурси, пишување на есеи. Земав втора награда на државно ниво во организација на Институтот Крстен Мисирков во Скопје. Јас сум Мија Јовановска, ученик во 9-5 оделение. Имам учествувано во литературната секција веќе 4 години, значи од 6 до 9 оделение. Последната награда што имам добиено е ракатки 3-то место на тема Чиста средина мост до моето здравје. Наставничката Тодоровска повеќе од 2 децении во образованието, со постигнати одлични резултати во својата работа со голем број на генерации. Се надева дека успеала да им даде вистински насоки на учениците како да го сакаат и пред се да го негуваат мајчиниот јазик. Се надевам дека успеав да изградам добри личности на кои што им го споделивме мајчиниот јазик, на кои што им дадов насоки како да го сакаат и како да го негуваат пред се мајчиниот јазик. Меѓутоа, искрено се надевам дека љубовта кон книгата и пишаниот збор ќе им остане како вродено нешто и дека можеби ќе продолжат и понатаму да пишуваат. Искрено да кажеме, писатели се раѓаат, писатели се создаваат и добар лекар може да биде писател и поет, и добар инженер може да биде писател и поет. Значи литература дава прекрасни можности за се она што не мачи, што не тишти, што е тука некаде во нас длабоко да го изнесеме на површината токму преку пишаниот збор. Основното училиште Кочо Рацин неодамна го прослави и својот патронен празник со богата културно-уметничка програма.
И додека денес сите македонци во слобода живееме и твориме, делото на Карпош нека ни биде пример како треба за своите права и идеали да се бориме. Многу одамна во Кукуш една мајка родила голем јунак. Голем јунак за кој знаеле и старо и младо. Голем јунак, голем херој. Заштитник на својот напатен македонски народ. Тој јунак Гоце се вика. Тажете вие, планини ширни, над вас се темни облаци немирни. Срцето јуначко во билјача престана да бие и жалното небо солзи ке лие. Поздрав до училиштето. Ние сме таа генерација смела. Секој од нас се карактеризира со свој ремек дела. Велат, какви дечиња бевме пред само 8 години цели. Учителката и секој професор различно со нас миговите ги дели. Учителка и професори наши, ако навистина сакаме за вложеното да ви се одолжиме, со вашето мото треба да продолжиме. Другарството и културата, секогаш да ги негуваме. И на животот, секогаш да му се радуваме. Правдината и добрината, научивме да ги цениме. Со нив и најстрогите ке можеме да ги плениме. И сега пред сите вас гордо кажуваме, дека секогаш ке ве сакаме и почитуваме. Училиштето наше гордо ке го спомнуваме, секогаш и секаде ке раскажуваме. За нашите успеси, за нашите друшки, уште многу ке се зборува за сите наши заеднички направени случки. Ние сме таа генерација што блика, а училиштето што секогаш ке не спојува, Кочо Рацин се вика.